се бора за чиста Битола, за чиста Пелагонија. Тука се сите кои што живеат и во Прилеп и во Новаци. Не е само тука проблем дали ќе се загадува воздухот, проблемот е што тука многу веројатно е дека знаејќи со какви потенцијали располага држава и со какви кадровски пред потенцијали располага држава, кои што нема да бидат вработени у таа депонија, тука ќе бидат вработени партиски кадри. Тоа веројатно ќе им излезат контроли, ќе направат белја, затоа и луѓето се плашат. Да, денес ова е во 15 часот во Битола, по 2 до 3 протести има во Битола неделно. Цел месец протестираат луѓето. Никој не пренесува нормално. Но треба да се даде шанса на владата. Шанса да се даде на владата. Владата веќе година и нешто ќе направи владата. Шанса да се даде на владата, додека владата добива шанси, и граѓаните на држава ги изгубија сите шанси за нормален живот. И ги губат континуирано, ги губат шанси. Колку и да ни се покажуваат некои шанси, едноставно ние ги губиме шансите заради тоа што треба да дадеме шанса на владата. Поголеми оддел, да не именуваме медиуми, се фейк заинтересирани за јавниот интерес, се интересираат за интересот на владата. И стигаме до ситуација во која што, штитејќи го интересот на владата, лажно морализирајќи да им даеме 100 дена, па да им дадеме 2 дена, па 3 дена, па 5 дена, па недела дена, па ова не снимајте, тоа не пуштајте, вака не прете, така не прете. Со таа лажна морализација стигнавме до тоа владата да ги добие сите шанси, а народот да ги изгуби сите други.